Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Здраво, драги гледачи, започнува Старс. Како што веќе добро ви е познато на сите, јас Јанковска Ивана, заедно со мојот тим и вечерва ќе се потрудиме да дадеме максимум од себе, за да извлечеме максимум од нашите гости и се со цел за вие да се чувствувате убаво пред малите сега веќе големите ТВ екрани. Ние денес имаме комбинација на два многу мокни женски вокали, кои што, иако имаат генерацијска разлика, како кажуваат, музиката не познава години, па затоа нашите денешни гостинки се една од најпопуларните поп пеачки во Србија. Ивана Селаков заедно со нашата млада талентирана пеачка, исто така многу позната Лара Иванова. Ве молам еден аплауз. И официјално да ви посакам добре дојде. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гостинки во Старс. Како ви се допаѓа овде? Сега имаме и новогодишно расположение. Многу е убаво, преубаво сте украсиле и фала ти многу за поканата. Наистина ни е мило што сме овдека вечерва. За прв пат сте во наше студио. И Ивана и Лара. Да, велики поздрав za vas, za sve gledaoce. Ja sam prvi put uopšte, mislim na nekoj uopšte makedonskoj televiziji i mnogo mi je drago. Jeste, što bi rekla Lara, ubavo je vrlo i volim ja tu atmosferu pred Novu godinu, pred praznike, tako da драго ми е што сам ето. Благодарам многу. Како што кажав уште во самата најава, вие сте два прекрасни мокни женски вокали кои што иако имаат генерацијска разлика, сепак сте колешки и музиката е таа која што ве спојува и не спојува сите нас затоа што едни без други секако не би можеле да функционираме сите. Се познавате ли меѓусебно или сега оваа прилика пример ја искористивте да се запознаете? Сме се упознале, да. Лично, да, сега се запознавме. Инаку, нормално имам слушнато, ја знам, меѓутоа лично, сега за прв пат ја запознавам и навистина ми е мило и стварно сте пријатна личност. Хвала puno, sad smo se upoznali i devojka čula sam prelepo peva i tako da naravno, na mladima, kako se kaže, na mladima sve to ostaje, naravno. Така, ова ми беше чисто малку да се пофалиме меѓусебно сите. Ивана, ти како кажа прв пат си на македонска телевизија? Ja mislim da da. Ja mislim da da. I pa iskreno, ja sam postala mama pre 6 godina i do tada sam Živa puno... i zdrava da ti je Da, krtičkata. hvala. Sad je napunila ćerkica 6 godina i do tada sam puno radila. Stvarno sam mnogo radila i putovala i dolazila sam, imala sam nastupe i u Makedoniji, u celom regionu. Međutim, tada sam onako htela malo više da budem kod kuće, da radim više u Beogradu gde živim, da ne putujem, da eto, budem što više sa ćerkicom. I iz tog razloga me nije bilo u Makedoniji punih 5 godina, ja mislim možda i više. I evo, ponovo sam se vratila i nekako se i makedonsko tržište otvorilo, ima lepih klubova, lepih mesta za nastupe, za koncerte. I evo, sad sam spojila 2 u 1, da dođem i da imam svoj nastup i da dođem kod vas na televiziju. Ретко гостуваш во некои емисии, колку што можев да забележам, баш ретко се појавуваш на медиуми. Зошто? Samo kad imam nešto. Ne volim da idem tek tako da bi nešto pričala. Nisam skandalozna osoba, ne volim da izmišljam skandale, ne volim da pravim skandale. Volim kad imam nešto novo. Novu pesmu, novi album, nešto konkretno da najavim, da. Ке зборуваме за се ова што го кажа сега. Морам да ви кажам на двете дека изгледате на вистина прекрасно и многу се радувам еве вака кога имам прекрасни гости, затоа што студиото си добива некоја своја магија, своја енергија поразлична, поубава. Дали може денешното наше дружење или денешната наша емисија да започнеме ете така баш позитивно и тоа со песна да ги поздравиме сите гледачи на нашата телевизија со една македонска песна. Ивана? Наравно. Маријан, ќе можеме ли? Тука ни е и Маријан Наковски заедно со нас. Која ќе пеете? Македонско девојче? Македонско девојче, девојче. Може. Македонско девојче
plitka šarena, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, неќе се роди поубаво девојче од Македонче. Kao da smo vežbale. Ивана, затоа што Лара е релативно помлада, Jeste. реално би сакала да слушнам еден совет, пример што би го упатила на неа. Кој совет ти бил потребен ти кога си ја започнала својата музичка кариера или кога си била на самите почетоци? Што е она што ти било најпотребно, пример, како се кажува кај вас, ветер у леđa? Така се кажува, да? Da. Pa ja sam malo drugačija. Ja sam stvarno išla jedan dug put. Ja sam išla postepeno. Krenula sam da pevam u kafićima, vrlo skromno, baš skromno, znači kao za 10 sad eura gaža, da, pa jeste, ali meni je bilo samo bitno da radim, da stičem iskustvo, da širim repertoar, da osetim publiku, šta vole, šta ne voli, kako se radi ovaj posao. Dugo godina sam, osim što sam pevala u nekim bendovima ili sama, sa tako isto gitara ili 2 vokala, pevala i kao back vokal, kao prateći vokal, Ceci i raznim izvođačima. Imam preko 3000 snimljenih pesama na CD-ovima kao back vokal svim pevačima u regionu. To je za svega početka. Ali ja sam mislila jako polako i jako strpljivo i nikad nisam žurila, uvek sam slušala sebe i birala pesme koje se meni sviđaju. Nije tu uvek bilo kako treba. Nekad izaberem nešto mi se sviđa pa to bude ništa. Nekad bude super, ali uvek sam želela da posle 10, 20, 30 godina kad slušam svoju pesmu kažem da, to je to, a ne kao joj šta mi je bilo da ovo snimim, bljak, fuj. To mi je uvek bilo bitno i išla sam polako. Mnogi danas idu mnogo brže, brže se postaje popularan, u moje vreme nije bilo TikTok, nije bilo, pa ni Instagram nije bio, ništa nije bilo. Mi smo, sedneš, pevaš, ako znaš postojiš, ako ne znaš da pevaš ne postojiš. Sad je to instant popularnost, ako si popularan na TikToku, odmah si popularan svuda, ali isto tako brzo dođe i brzo i prođe. Ja bih njoj savjetovala da bude strpljiva, da ide polako, da sluša samo svoj neki unutrašnji instinkt i to je to. Лара, знаеш ли некогаш да примеш совети вака од некои што се многу поискусни во твојата бранша, музичка категорија, да кажам, или сепак си тврдоглава, тоа што ќе си замислам, тоа ќе биде и никој не може ништо да ми каже? Не, дефинитивно секогаш примам вакви совети, поготово, мислам, ова беше навистина, мислам, си ја кажа и приказната и се, баш би сакала и јас така да се движи мојата кариера и би рекла дека до некаде исто не брзам, него сакам стварно да биде квалитетно и да не избрзувам со да вадам песни ради реда, нешто што не ми се допаѓа, па баш кога ќе се навратам да кажам ова не е добро, не требаше да го извадам. Така да секогаш приваќам вакви совети затоа што не за џабе стигнале на местото на кое што се. И кога ќе ми каже некој нешто вакво или ќе каже нивната приказна, секогаш гледам да извлечам тоа што ми се допаѓа и да го применам во мојата кариера. Не е само убава и паметна ние. Не знае само убаво да пее, него има и паметно што да каже. To je dobitna kombinacija. Така. Ива, например, ти кога почнуваше со својата кариера, имаше ли совети кои што ти ги давале некоја да биле пример, како да кажам, од не секој совет е добронамерен совет. Еве сега пример ти го кажа онака баш од срце, но не секој ти дава совет што би те упатил право таму каде што треба да стигнеш, него може некој да те насочи во погрешен правец. Sve što si popularniji, sve što praviš neki uspeh, to ćeš više imati neprijatelja. Mislim, to je normalno. Ja sam na početku karijere, dok sam pevala samo back vokale, bila super, svima sam bila potrebna. Jer svakome su bili potrebni back vokali. I sa svima sam bila super, i kolegama, i kompozitorima, i svi. I onda kad sam počela snimam svoje pesme, osetila sam na svojoj koži kako, pogotovo ako napraviš neku pesmu koja nešto ima neki uspeh, onda osjetiš kako se sve ljudi onako malo distanciraju, udaljavaju.
osjetiš i onako nešto malo iza leđa. Ali to je, meni to bilo onako, teško mi je palo, ali sam shvatila da je to u ovom poslu, nažalost, normalno. Ali ja se iskreno ne družim sa estradom. Moji prijatelji su prijatelji koji nemaju veze sa estradom. Ja poštujem sve svoje kolege, imam koje više volim. Evo, nedavno sam bila gost 2 dana u Beogradu. Je Mirza Selimović imao 2 velika koncerta, svoja prva solistička u MTS dvorani. To je onako baš super. I ja sam mu bila gost obe večeri i on je jako jedan fini i dobar momak. Ne beše i Mirza gostin. Tako je. On je jedan od retkih koga mogu da kažem da mi je i drugi prijatelj sa estrade. A jako ih malo imam. Svakom ću da pozdravim, da kažem ćao, ako treba popit ćemo kafu i sve, ali stvarno onaj sa kim delim sve, to je pre svega moj suprug koji je sa mnom od početka i mi delimo i dobro i loše, moji prijatelji, porodica i to je normalno. I mislim da tako u ovom poslu i treba da se funkcioniše. Сега тука би ја прашала и Лара. Лара, кажи ми колку од твоите колешки и твоите колеги музичари те поддржуваат во се она што правиш и колку медиумите те поддржуваат во се она што правиш кога станува збор за музиката конкретно? Да. Па би рекла дека до сега со сите сум стварно во добри односи. Сите ми дале, да кажам, на некој начин поддршка, дали е тоа, нели, кога ќе извадиш песна ќе те споделат или кога ќе те видат ќе ти кажат браво за одредена песна или општо, нели, целиот пат како се движи кариерата. Тоа што го спомна Ивана се има случајно некои луѓе на почеток кои што биле покрај тебе, после некој твој поголем успех се дистанцираат, да. Тоа мислам, имам и јас приметено, мислам дека сите кои што направиле некој поголем успех го осетиле тоа. Но морам да кажам дека сепак има поддршка, затоа што гледам пред се јас да им дадам поддршка и мислам дека тоа е обострано и тие ми ја враќаат, сега зависи. Некои навистина го мислат тоа, искрено ти ја даваат поддршката, некои колку да се каже. Ето, тука те чекав. Да. Кога се работи за медиуми, дефинитивно мислам дека треба малце повеќе да се посветат стварно на музиката, да не биде тоа повеќе колку дојди во емисија да ми пополниш програма, него стварно стварно да дојдат и да се заинтересираат, затоа што ми се случило кога ќе дојдам на интервју, сега јас сум релативно нова и нормално е некои работи да не ги знаат, да не знаат која е прва песна и се, но некои податоци мислам дека се битни да ги знаат. Истражувачки се тие, мора да ги знае секој што те кани. Веќе кога одам на интервју, сакам барем основните работи некој да ги знае и стварно да видам дека сака да сум гостин во емисијата, а не да дојдам само да пополнам место. Ке ни кажеш на крај од емисијата како си задоволна со нашите истражувачки способности? Јас уште од почетокот сум. Ова знаеш зашто ти го поставив прашање, заради тоа што Иван има дадено една изјава. Сите тие поддржувања кои што се прават во медиумите се релативно, како да кажам, лажни. Тоа го имаш така кажано. Генерално се лажни заради тоа што се ствара некоја, како да кажам, лажна поддршка која што е инспирирана само од некаков интерес. Ja ne volim kad se neko druži iz interesa. Ne volim kada se ljudi svađaju i mire iz interesa. Na estradi toga mnogo ima. Kod nas ima mnogo. Posvađaju se, pljuju se u medijima, jao, sve najgore kažu jedni drugima i onda prođe godinu dana, 2 godine i kao, jao, slatka moja prijateljica, gost ovaj na koncert. Izbije duet. Da, izbije duet. Pa kako sad, čekaj. I onda opet se posvađaju, pa opet ne pričaju. Ima dosta njih. Kod mene to tako ne može. Kod mene stvarno, ako si me ujeo za srce, ako si me uvredio, povredio, nešto je uradio što nije fair. Ja sam malo škorpio u horoskopu, ja ti to onda malo teže ću to oprostiti. Ja nisam osoba koja će, ali isto tako, kad te volim, kad te cenim i poštujem, daću sve za tebe i to je to. Daću, što se kaže, ruku za tebe i maksimalno ću da te podržavam i da te sve. I ja ne volim to malo se mirimo, malo se svađamo. Ja nisam или се сакаме или не се сакаме, тоа е тоа. За тебе кога слушав многу интервјуа, забележав дека не си конфликтна особа, како што и самата кажуваш и дека не сакаш својата слава и својата кариера да се основа на скандал или на некакви драми. Е сега, колку го сметаш како позитивно и колку го сметаш како негативно сето тоа, затоа што како кажуваат, секоја лоша реклама е и добра реклама. Дори некогаш и лошата е подобра од добрата. Jest. Ja isto znam da bi mnogo bolje i mnogo bi bila popularnija i mnogo bi više možda postigla da sam
želela tako svaki dan da se slikam, da nešto izmišljam, neke priče o sebi, da me ima svuda, svaki dan u svim emisijama, na svim gradskim dešavanjima, revijama, promocijama i sve. Znam da bi više postigla, da sam malo umela da koketiram i sa medijima, i sa novinarima, i sa svim tim stvarima. Ali ne mogu protiv sebe. Ja sam stvarno to što sam, sa svima sam korektna, sve ću da ispuštujem, sve ću da uradim kako treba, ali ne mogu protiv svoje ličnosti. Prosto kažem, ne znam da se foliram. Ni u poslu, ni u privatnom životu, ni u čemu. Сега би ја прашала и Лара тука. Лара, затоа што твојата генерација реlatивно премногу се препукава, не знам како, дали точно го изговорив зборот, се фаќаат за работи кои што само за да предизвикаат некаков интерес, нешто да предизвикаат скандал или некаква драма. Дали пример ти се гледаш во иднина како име, презиме кое што ќе биде напишано во тие медиуми, пишани медиуми, онака баш скандалозно и турбулентно, или сепак сакаш да имаш некаков релативно мирен живот, ете баш како што го кажа или како што го живее Ивана? Како би сакала да се настроиш? Претходно, баш ваков пример имав дадено, каде што бев прашана за вакво слично прашање, кога се спомнува моето име и презиме, Лара Иванова, кога ќе каже некој, сакам да ги асоцира на мојата музика. Сакам пред се да има убава слика во глава за мене, па макар и да не сум оставила кој знае каков печат со мојата музика, може би на 5 души ќе им се допадне, може ќе им се допадне на 5000, може на повеќе, може на помалце, но стварно мислам дека тие скандали, колку и да се добри, нели што кажа, колку и да е тоа нели лош маркетинг и добар маркетинг, да, но мислам дека тоа, како викаат, секое чудо за 3 дена па и поминува, а сепак на некого во глава ќе му оставиш лош впечаток. Може и нема да знае зашто има таков лош впечаток, но ете, тие некои портали кои што ќе изјават некаква лоша вест за тебе или некаков скандал, само ќе создадат некоја слика дека ти си проблематична личност и мислам дека пред се е побитно тоа што кажа, да се фокусираш на твојата фамилија, на блиските луѓе и тука музиката само да ти помага во животот. Ти некако да си чист пред самиот себе и да немаш конфликт ни со други луѓе. Така да мислам дека и во иднина би останала на тој став и би се трудела колку можам повеќе приватноста и скандалите да ги држам на страна и што можам повеќе да истакнувам мојата музика и луѓето да ме сакаат по Браво, музиката. бре, Лара, браво, искрено ти кажувам. Ретко кој млад човек размислува еве баш вака како што кажа ти. Сега тука имам напишано едно прашање. Да те видиме од друга ситуација. Што правиш во ситуација кога си нервозна, кога се чувствуваш изманипулирано од некого, кога не ти е убаво на душата? Прво прекјутувам, може и да се тргнам на страна и да размислам. Не сум личност која што избувнува и која што се кара одма да сваđа. Сваđа. Знам. Што се расправа, не сакам да избрзувам и при нервоза да повредам и некој друг, иако може би јас во ситуацијата сум повредена. Тоа е баш тешко да... Гледам колку можам повеќе бесо да го држам на страна, затоа што сметам дека со разговор се подобро се решава, а доколку не може ни со разговор да се реши, само тука ја оставам ситуацијата на страна и гледам што подобро да си направам на мене и да оставам да си го решам тоа сама во глава и да извлечам само лекција. А Иванче, ти кажи ми каква си кога си нервозна? Шкорпиите, Бога ми знаат да бидат дали таат искри. Ако сме у саобраќају, у Београду, у саобраќају, тоа е катастрофа. Уме да ме изнервира неко, онда ако сам у колима сама и псуjem и вичем и свашта, сваđam се сама sa sobom i sa tim nekim, ako sam u saobraćaju. Ako sam ovako sad 1 na 1 sa nekim, ako me Možeš da se presmetaš? Pa nisam neko ko će baš onako svašta da kaže na prvu, ali ću upravo to što ona kaže. Distancirat ću se od te osobe, jednostavno ću ostati u šoku. Ne znam šta mi je rekla ta osoba ili šta je misli. Da ću u šoku i jednostavno tu osobu ću da precrtam i to je to.
Така. Да. Добро, и сега имам исто една твоја изјава која што гласи некако вака. Јас секогаш правам песни кои што ќе можам да ги пуштам на мојата керка во било кое време. Така е. Тука предпоставувам дека алудираш на сите текстови кои што се прават сега во последно време, кои што имаат. Ајде, повели. Sve su gori i gori tekstovi, ne svi naravno, postoje i lepe muzike, ali nekako ova generacija mlađa koja je ušla u to, ja nemam ništa protiv da se razumemo da odmah. Svi smo mi bili mlađe generacije, svi smo mi slušali svašta, ali nekako mi se čini da su sad tekstovi što gore, kao da je takmičenje ko će napiše tekst koji je više pun nasilja, droge. Da, ništa više ne moram da kažem. Ovo alkohol je više ništa, mislim, alkohol je kao sokić, mislim. Ali nasilje, droga, to postoje užasni tekstovi i protiv toga sam totalno. Znači, ok, ja shvatam da su mlađe generacije, ne slušaju isto što mi slušamo, treba da budu moderni tekstovi, ali baš da se ide u tako totalnu krajnost drugačije, protiv toga sam. I zato mi je bitno da u mojim tekstovima nema ništa što će mi biti sramota ili sad me sramota da pustim ćerki ili jednog dana. Eto, to mi je jako bitno. Ги спомена текстовите, го спомена Мирза, а сега дали може да слушнеме и мојата омилена песна од тебе да се опет родим? Да. Искрено таа ми е некако баш To smo фаворит. evo baš sada pevali prošle nedelje na njegovim koncertima i publika je super reagovala, pevali su sa nama, tako da. Ајде, може да слушнеме. Može. Da se opet rodim, živeo bih isto, spreman i na sreću, ali i na tugu. Ne bi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista, a ja neću ljubav drugu. Da se opet rodim, unapred bi znala s kim se družiš, koga svojoj kući vodiš. Ne bi promenila ništa, jer ja ne bi bila ista. Ja te tako hoću opet da se rodim. Prvi korak svoj poklonio bi tebi, da te nema sveta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme ti bi meni otpevao. Da se opet rodim, život bi mi dao. Браво, сега е време да наздравиме со едно прекрасно винце. Еве, живели. Ова за убави работи, за убави песни, за убави времења. Тука секако сакам да ги поздравам нашите пријатели Вардарска долина, Шато Ризов, кои што покрај тоа што го имаат најубавото вино, се ближат празници и секако препорачуваат на секоја ваша трпеза да има по едно вакво прекрасно винце, затоа што тоа е баш полн погодок. Шато Ризов ви имаат припремено подароци. Ова се првите подароци. Имаме уште многу. Текако оваа прилика би ја искористила да го поздравам и нашиот генерален спонзор Државна лотарија, кој што воведува новитети. Што тоа значи? Тоа значи дека во фамилијата на Државна лотарија доаѓа и новиот Instant Loss Titanium, кој што за сите љубители на игри на среќа може да им донесе добивка на еден од 14 автомобили и многу парични награди. Дали сакате, само да ве прашам, дали верувате во игри на среќа? Па, да. Ивана? Општо во среќа верувам. I da i ne. И да и не. I da i ne. Па затоа што ми каже и да и не, нашите пријатели од Државна лотарија ви подаруваат покрај рекламен материјал и грипки, повели. Hvala. Тука ќе ја предизвикате среќата, па ќе видиме дали има некаква вистина во тоа или не. А сега веднаш од како ви дадовме подароци, мислам дека следува еден интересен дел. Што тоа значи? Тоа значи дека започнува Жешка енигма заедно со Ангела.
Добро дојдовте, драги гледачи, во уште една рубрика Жешка енигма. Првенствено да ги поздравам нашите денесни гостинки. Зрачите од енергија, како што е Светка во цело студио и вие додавате ефект плюс. Во овој дух новогодишен подготвивме една игра. Имаме тука наочари, вака ќе ви ги покажам, драги гледачи. Десните ќе ја замолам Ларче да ги стави, повели, без да гледаш. А левите ќе ги стави Ивана. И двете учеснички во оваа игра си ставија наочари. Добро. На кој што има по еден српски пејач или пејачка. За оваа игра да биде малце поразлична од она што веќе сте го гледале, нема да си поставуваат прашања типот дали сум пејачка, да и слично, туку сакам да си кажат по еден збор, значи само еден збор кој што асоцира на личноста која што ја имаат на челото. А потоа имаме уште нешто екстра, ќе пуштиме песна која што ќе треба да ни ја отпеат, имитирајќи го ликот кој што им стои на челото. Би почнале со Лара. Лара, ќе те замолам едно зборче кое што ти асоцира да ја помогнеш која личност и стои на челото. Може да биде име на песна. Ај малце да го направиме потешко. Малце нешто друго смисли. Со еден збор. Да. Како би опишала оваа личност со еден збор? Победа на Евровизија, не еден збор. Еден збор? Па не знам како да бе, кажам Лара. еден збор. Бе, Лара, Евровизија. Да, Да, Евровизија. Марија Така некако. Шојфовиќ. Точно, да. Мислам и лесно беше. Ајде да направиме мала промена. Може во меѓувреме да и кажете на Ларче едно зборче. Па, могу две, пошто се повезани две речи. Ајде. Секси сеньорита. Милица Павловиќ. Тела да кажем само сеньорита, али рек секси сеньорита. Ајде да ви пуштам јас по малце песниче, правиме тука една пауза. Ивана ќе ни пее песна од Марија Шерифовиќ, имитирајќи ја, мислам дека ќе ти биде лесно. А и Ларче ќе ни пее од Милица Павлова. Ова е лакше, лакше. Ајде да Милица е пробаме. лакша. Ја гледаме Марија Шерифовиќ sa moje lijeve strane. Може наступ са Евровизија? Може и ние тука, може Dream Team да бидеме во позадина. Може, да. Мори овако. Ниока да склопи, остелја празна тераса, живот се топи. И нестае брзо, ко дланом од длан, ко разум да купи. И стајности не примечуjem, još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žana mojim usnama je, molitva mesto reči samo ime tvoje, nebo zna, baš kao ja, liko sam morala naša oko prsti, kao nebo zna, baš kao ja, da je ime moje, moja molitva, molitva. Da. Ja mislim da je dosta. Баш се забавувавме. Ајде сега да видиме, Ларче, како ќе се покажеш. О, malo lakše, ovde može i da se džuska sada. Да, може, може. 1, 2, 3 i... Kupio je moje srce povoljno, a prodao me jednom, to je dovoljno. Provereno spava sam, provereno nema plan, isto greško ponavlja, teško me zaboravlja. Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi, svaki mu je novi dan, emotivno buvan. Baš je pokazat ne. Браво, Лара.
Браво, феноменално. Баш би сакала оваа игра уште малце да потрае, но морам да ги наградам сега и двете учеснички. Ларче, повели, Индиго Тату Студио ви доделува вредносен ваучер од 100 евра. А тука да се се... тетовирам sad. Точно. После емисije. А тука се и нашите Азелеја, каде што можете да најдете прекрасни парчиња облека. Повелете, вредносен Хвала, ваучер и ви хвала. благодарам многу што одвоивте време да си поиграме. Hvala. Мислам дека убаво се насмеавме, убаво се расположивме, малку се размрдавме. Лара како се пронајде во проверено на Милица. На Ивана не крайност во кажам... крајност. Од крајност во крајност. Ивана веќе има пеено пратечки вокал точно со Марија Шерифовиќ и нејзија веќе познато сето тоа, баш лесно и се погоди. Мислам баш лесно, не би рекла баш лесно, но Марија си има и она свој моќен глас, но сепак одлично се снајде, двете. А сега имаме уште една рубрика во Длабокото со Ем. Тука има, ова е рубрика во која што се поставуваат малку поинтимни прашања, така што ќе ја поканиме Емче да ви ги постави. Повели, Емче. Таму горе, таму горе, почекам јас. А се обидам пак да те вратам, да се обидам пак да ме Ей, сакаш. таму горе. Браво, браво, браво. Ова е, сакам оваа песна од твојот EP. Да, Да, мини албум. Многу бав. Многу баво ја отпеа. Лепотици, лепотици. Еј, Фала. да ве серат кокошките. Колко е убаво не само да ве слуша, човек туку ве гледа, Како си? Супер, сум одлично. Како си ти? Јас супер. Многу. Гледам. Ивана, како чувствуваш денес? Дали е потопло тука во Македонија или... Odlično je. Super. Топло или ладно тука во Македонија? Ovde toplo. Da? U Srbiji sada hladno. Pada sneg. Има снег? Danas da. Леле, мајко. Како убаво кога има баш убаво женска енергија во студиото, е? Одморите малку од мажи. Имаме и едно машко имче. Не тука, само гитар. Ja, da znam. И сега е време за мојата рубрика во Длабокото со Ем. Поставувам по 3 симпатични прашања. Симпатични. Се што се очекува од вас е само искрено да одговорите. Добро. Ви почнала со Ивана. Ajde, može. Спремне? Da. Стварно? Da. Се потиш малку или? Pucaj, kako se kaže. Slobodno. Чекај малку, ке се потиш убаво. Ajde. Прво прашање. Дали доколку се смирите со Аца, Лукас, ви направила повторно дует во иднина? Pa mi imamo snimljen duet koji nikad nije izašao zato što smo se posvađali. Tako da, pa zbog one moje priče kakva sam, mislim da je odgovor ne. Втор прашање. Да ти дадат бейсбол палка и да треба да си избереш некој од естрадата да ти биде топче, кој би бил тоа? На кого ти текнува прво? Pa to ne mogu da kažem. To ne mogu da kažem. Iskreno, nema... Stvarno neki pevač ili pevačica, ne. Ali ovako da postoje neke osobe, da. Ali to nije lepo da kažem to. Не може. Ne mogu to, stvarno to je previše bi bilo. Može. Posle bi bio naslov novinama Ivana agresivna, hoće da bije, hoće da tuče, izaziva sukobe, skandalozna, jel? Ne, stvarno, među pevačima i pevačicama nema. Stvarno niko da me toliko sad nešto... Ne. Ali ovako da ima u ovom muzičkom svetu par osoba. Nekih
koje su vezane za muziku, da li se bave kompozicijom ili ovim ili onom, to postoji. A treta, da li se plašiš od brak, na zato ne ste venčani so Peđa? Ne plašim se braka, ne daleko od toga. Ja i kao da živim u braku, mi smo 16 godina u zajedničkom životu i imamo ćerku, tako da ne plašim se braka, nego prosto bile su nam bitnije neke druge stvari. Znači, bilo nam je bitnije da je to, prvo sredimo stambeno pitanje, kupimo stan, imamo dete, ostvarimo se u poslu i onda dok smo se okrenuli prošle 16 godina, kao šta sada pravimo svadbu, mislim, stvarno, nije mi sad to. После свадба тапање. Pa mislim da, ali ne plašim se braka daleko od toga. Ja živim u braku, u bračnoj zajednici koja samo fali onaj potpis. Eto, sve je isto, još i gore nego drugi brakovi. Pa mi smo više zajedno, mi smo 24 časa zajedno, drugi odu na posao, vrate se, pričaju, a mi smo 24 časa zajedno. Mi smo u gorem braku nego neki drugi. Da, stvarno. Одлично одговор. Super. Ti благодарам, Ивана, на одговорите. теби. Веднаш продолжаме со Лара. Спремен? Да, спремна. Или не? Спремна. Добро. Лара, која песна од Ивана Селаков Добро. ти е најомилена? И запеја. О. Ова се што да пееше, но не ја знам на памет. Da se opet Инаку vrati. најубава песна, да. Duet sa Mirzom. Со Мирзом, да. Втор прашање. Емче ни е малку дрскаво прашање, Да. нема Добро, нека пардон, така треба. воопшто, значи Требаше да се Нема сремам пардон. да ги учам сите песни со текстови. Не, лоша сум со текстови, стварно Ona ќе... bejsbol palka, kako kaže, da radi. Јас ќе бидам топчето сега. Емче, второ прашање? Второ, да. Затоа што прекина долга љубовна врска пред извесен период. извини, период. Дали има некој што ти го мами срцето повторно, Да, има. Ексклузива. Добро, кој? Не можам да откривам кој, ама дефинитивно има. Па Лара тука може да Може после да ти кажи кажам. све. После ќе те штепнам. Добро. Ја подкопив сега. Се договоривте, да, Да. на пријателска Да. база. Добро, нема проблем. Трето прашање. Белат дека леваците, интелигентна луѓе, дали ти се сметаш за интелигентна? Па не знам дали ќе биде многу не знам како да кажам, не сакам да испаднам нарцис сега. Интелигентна, па веројатно да, сум интелигентна, инаку тој факт стварно повеќето луѓе ми го имаат кажано за леваците. Не знам дали е точно, мислам дека нема многу поврзаност и деснаци знаат да бидат доста интелигентни, но да, се трудам колку можам да сум интелигентна. Прекрасни бевте и останете такви. И би благодарам уште еднаш што бевте дел од мојата рубрика. И Вада може поделжи. Може. Благодариме Емче и на тебе, прекрасно беше, морам да ти кажам. Прашањата денес ти беа фантастични за сите. Фала, благодарам. Затоа што одговоривте на сите прашања како што треба, како што ви ги постави, така се кажавте се искрено. Емче ви припреми подароци од нашите пријатели Аджико Home Центар. Тоа е по еден блендер кој што сигурно ќе ви се најде. Прошете се испред слободно, kad si Ајде, zgodna слободно. tako. И за тебе, Ивана. Hvala. Koliko poklona smo dobili ovde sad. Дали се забавувавте првично да ве прашаме ве со девојките, со прашањата? Да. Super je, sve super i super su i pitanja, ja to volim. Да? Da, Dobro. meni je to okej. Meni je to zabavno, mislim da je to zabavno za ljude koji gledaju. I Da. za nas. Mnogo je zabavnije nego da pričamo sad kao
само Ko убави ti je radio работи. pesmu? Mislim, to nikog ne zanima. Сега може да се навратиме уште на неколку прашања пред да завршиме емисијата. Лара, со тебе имаме разговарано пред некое време. Ти имам прашано зошто најчесто користиш, зошто најчесто пееш само своји песни, а не пееш туги. Многу ретко пееш туги песни. Еве, тука сега оваа игра го докажа сето тоа. Двете игри, односно, го покажаа тоа дека навистина не сакаш да ги пееш другите песни. Дали си има променето мислењето, сакам да те прашам? Да, не е конкретно дека јас имам проблем со туги песни. Јас навистина ги почитувам сите артисти и ми се допаѓаат песните, но кога се работи за моја музика и кога се затоа што сега кога уште сум на почеток и мислам дека најлесно можат луѓето да ја прифатат мојата музика само доколку јас ја сакам и ја изведувам. Затоа што тука кај нас во Македонија, не знам, во Србија, мислам дека помалку случаеви има такви. Мислам кога луѓето почнуваат да работат на своја музика и ја изведуваат својата музика. Тука во Македонија сме навикнати да пееме туги песни и да ги отстрануваме нашите собствени авторски песни од репертоарот. Така да не е дека имам проблем со туги песни, навистина ги почитувам и другите артисти, но сепак мислам дека треба да дадам фокус дур сум на почеток на мојата кариера за да разберат дека тоа е тоа што сакам јас да го правам. Јас тука ова прашање сега ти го споменав заради тоа што еве од страна на публика, пример јас како гледач на изведувач како би реагирала, јас сакам да слушам тоа што го знам и сакам да слушам тоа што го сакам да го слушам. А го слушам тоа што во моментот е актуелно или некои хитови кои што останале. Сега реално да зборуваме, еве Ивана е тука со многу поголема кариера и многу повеќе време во музиката и може самата да каже не може секоја песна да е хит. Не може секоја песна да ти биде хит и не може секоја песна публиката да ја знае и да ја сака. Затоа се избира тебе, Ивана, ти конкретно пример. Pa evo, ja imam snimljenih, ne znam, 3 albuma i mnogo singlova i dueta i svega. Ne znam koliko imam pesama, ali možda 45, 50, ne znam sad koliko sam snimila pesama. Naravno da je pola možda onako, ni da ja možda nisam u tom trenutku imala ništa bolje, pametnije da snimim, a htela sam nešto da snimim. Ima pesama mojih koje mi se više sviđaju, koje mi se manje sviđaju. Ima pesama koje sam snimila jer eto, ne znam, kažem, nije bilo ništa u tom trenutku lepše. Ima pesama koje sam mnogo verovala, nisu ispale, a ima pesama koje sam manje verovala. Ali to je normalno i naravno da sve te pesme ne pevam. Što bih ja gnjavila publiku sa nekim pesmama koje nisu prošle. Ali zato pesme obavezno koje su dobro prošle kod publike moraju da se pevaju, pa makar i možda i da se ponovi 2 puta na početku i na kraju, koje publika voli. Naravno da postoji uvek neki fan koji zna sve pesme i koji će možda biti nezadovoljan, ali zato se prave koncerti. Drugo je koncert solistički gdje ti možeš da pevaš svoje. Ali govorim ovako više za ove nastupe, klubove i tako nešto, gdje mi mešamo i pevamo svašta. Да. Моите настапи биле релативно кратки, временски. И кога сум се појавувала, пример, доколку некој ми каже дека сака да ме види пола сат, во тој пола сат гледам да е тоа моја музика. И затоа, пример, доколку отидам во некоја дискотека, нормално дека нема да ги пеам само моите песни, затоа што таму е веќе нешто друго. Таму веќе сака да слушаат луѓето. И јас кога ќе искочам, сакам да слушам песни кои што ги знам. И нормално доколку има изведувач во диско, треба да пее и песни кои што ќе бидат како поклон за публиката. Така е, точно. Точно, така да, кога ќе почнам со временски подолги настапи, нормално дека ќе има повеќе песни и од други артисти. Добро, и сега веќе кога ги споменавме дуетите и кога Емче веќе постави едно прашање за Аца Лукас, кој што и ти самата сега го спомена, нема да те прашувам што се случило, како се случило помеѓу вас, само ќе те прашам. Еве, пример, криво ли ти е за тоа што едно пријателство пред се прекинало? Не станува збор сега само за таа финансиска загуба или како и да се каже, тој финансиски аспект, но ете како пријатели. Криво ли ти е што едно нешто што траело, едно нешто што било добро и функционирало, добро се прекинало? Da, zato što nije ni moja ni njegova direktno razlog, da kažem, nego treća osoba koja se umešala, konkretno njegov menadžer. I on je napravio... Ете го безбил топчето. Da. Мислам дека го најдов. Možda. Мислам дека го најдов. Da, okej.
Žao mi je zato što je to bio jedan dobar spoj muzički pre svega. Apsolutno, apsolutno. I vrlo uspešan. 3 dueta, 4. na putu. Jedan dobar muzički spoj, da. Ali opet te kažem, ja sam nekako osetljiva sam na te stvari i ne volim nepravdu, jako ne volim nepravdu i onda iz tog razloga jednostavno sam, teško mi je bilo u tom trenutku, sela sam, shvatila sam da eto to u ovom poslu, to se nekom svaki dan dešava, a meni se to jednom desilo za 16 godina i shvatila sam da je to tako i jednostavno ne razmišljam više o tome i onda samim tim ne može više ni da me pogodi. Аца Лука сега прави концерт во Македонија, мислам дека следен месец. Пример, би му била ли некогаш гостин во публика? Publici? Pa nisam bila u publici, ne. Bila sam uglavnom gost ovako na Дали би му koncertima. била во иднина? Pa ne bi, previše puta sam slušala. Da. Добро, добро, ферино. Превише пута Имам сам и уште била, едно окей. прашање што ми инспирираше Емче што го постави. Те праша дали се плашиш од брак или нешто слично, а јас ке те прашам, не те прашувам дали се плашиш од брак поради тоа што го слушнав одговорот, само ке те прашам, ете пример како малечки, сите ние мечтаеме да се облечеме во тој бел фустан и таа бајковита работа да се оствари. Ете тоа пример, ти Nisam фали bila. ли? Nisam Не? to nikad bila. Nikad nisam maštala o tome. Mislim, lepo mi je kad vidim. Pevala sam na milion tuđih venčanja svadbi. Ете оваа песна конкретно Да. сега што ја Да. отпеавме. Jeste, kao prvi ples, mnogo puta je bila. I ja sam je pevala drugima i kao prvi ples i sve. Nisam nikad nešto maštala o tome. Nisam, ne znam, nije mi to bilo, znam da mnoge devojke to sanjaju i lepo je i sve, ali nekako uvek neke druge stvari su mi više bile interesantne od te stvari. Pa da mi je to toliko bilo važno, mi bi to napravili. Да, Pa da. така е, апсолутно. Еве Лара, ќе ја прашаме тука, иако е млада, се уште е премногу млада за тоа. Лара, ти си за тие традиционални, како да кажам, да се облечеш во бел фустан, да се потпишеш на лист хартија, да? Па, мене ми е интересно тоа и некако би сакала. Не, мислам, се е точно тоа што таа кажа. Многу е побитно односот. Компромис, почитување. Да. Целиот однос помеѓу мажот и жената е многу побитен него сето тоа да се потпишеме на хартија па да направиме свадба па се. Но нормално убаво е доколку би ги имала и двете. Дали може сега да слушнеме? Што сакаш да отпееш, кажи ми ти? Па би отпеала песната која што ме поврзуваат најмногу. Не е Бела, затоа што Бела е, да кажам, дует. Ова е мојата солистичка песна по која што повеќето ме запозна и по која што се уште ме препознава. Ајде да слушнеме како тоа звучи. Светот убав е, па и без тебе и без нас ке осамне. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине, фино сврти се. Отвори врата и без страх изгуби се. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине. Нова страница и светот не е наш. Може јас не знам што сакам, но знам што пропушташ. Гласна тишина која е помеѓу нас. И сакам така да ме запомниш. Ме гледаш последен пат. Светот убав е, па и без тебе и без нас ке осамне. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине, фино сврти се. Отвори врата и без страх изгуби се. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине. Браво, Лара. Bravo. Секоја чест, светот сакам да дознае за мене. Еве и во оваа песна така нешто има во самиот текст.
ти се движиш кон тоа што си го имаш посакано, реално? Па, фала ти. Искрено, знам дека, нели кога ќе те прашаат што си посакуваш самата на себе, може би е така малце нереално кога ќе кажеш сакам светот да дознае за мене, но мислам дека стварно нема граници кога веруваш во себе и кога стварно напорно работиш, мислам дека стварно може да се постигне тоа и не треба да си поставуваме граници и да си кажуваме дека тоа не е возможно, затоа што имам многу време пред мене и навистина сакам тоа да ми биде целта. Не сакам да како да кажам, да одам на нешто помалце. Стварно сакам тоа да ми биде крајната точка и да тоа да ме води. Sve mi se dopada to što je pričala i tako i treba. Mislim, Така е. ja smatram da to tako treba. Sad, možda, da li je to ispravno ili nije u ovom poslu, ovaj posao je jako težak, pogotovo za devojke, za žene. Pun je predrasuda, ali ako veruješ u sebe, ako se ponašaš onako kako veruješ i držiš do te svoje priče, težim putem ćeš uspeti. I mislim da ne treba nikad odustajati upravo to od svoje želje, od svoje ideje. Držati do sebe, do svog stila, do svog ponašanja, oblačenja, sve kako si ti to zamislila, da ne treba da pravi kompromise i mislim da će sigurno to samo ići ovako. Да, ова беше и буквално порака за сите кои што не гледате, не само упатена кон Лара. Јас само ќе ви посакам да светот и за двете слуша уште повеќе и да се гордее со вас, да работите честно, да работите убаво како што го правите тоа и до сега, да бидете здрави, живи, да се гледаме секогаш во убави прилики. Ви кажав една новогодишна честитка. Минимално, дали ви се допадна целата ова емисија? Meni da. Благодарам. Sve mi se dopalo i sve super. Ке ни дојдете ли повторно да ни бидете гостинки? Da, Да, naravno. дефинитивно. Се ми е документирано да знаете дека ако во случај нешто да биде, па не можам. biti ono, Еве ти palica. си Еве, кажа, тука да, веди. бейсбол палката Емче ќе ја Palkata земе će и da radi, замена. da. Стварно Девојки- фала ти многу за поканата, но вистина ми е мило што ја запознав Ивана Не, лично. исто. И така, извини што те прекинав. Нема ништо, јас тоа сакав да ви кажам, ви благодарам уште еднаш што ја прифативте поканата, драги мои, на вас сакам само да ви кажам да си имате убав остаток од денот и се гледаме следна недела. До гледање. Ево од почеток, може? Насмеј се малку ти. Ќе те Насмеј свртам се еднаш малку ти. со акорд мислев одмah дека почнеш. Да, ја мислам дека ќе свртиш. Добро. Значи да свртам? Насмеј се малку, сврти ја. Уште многу, сега вака. Само една секунда се извинувам. Може да си испијанам од 2 голтки вино? Не. Не? Добра. Чекај, тука одиме после одма наздравуваме, подароците, винцата, еве ги. Да спремаме се. Може. Ај, може да ве снимам сега, после Ларче тебе да те снимам. Јас? Ама ја мислев дека треба да ја кажам збор. Аха, добро. Ајде, само врати се и ќе те викнам. Извини. Па да има логика. Не може така туку да дојде од нигде никаде. Се појави на екранот.